Долгогодишниот сон на Бети Богоев од Тетово преку владиниот проект за самовработување стана реалност. Синоќа свечено беше отворено ателието Богоев, во кое со стара кинеска техника се изработуваат предмети и подароци. Уникатни ремек дела се крајните производи кои сега им се достапни на сите потрошувачи. Со средства за самовработување, што е проект и дело на владата на Република Македонија, се здобив со грант од 185.000 денари, со кој што успеав да си го стварам својот долгогодишен план. Всушност се работи за една стара кинеска техника, во превод кажано трансплантирање на мотиви кои што се од оризова хартија, пелир и специјална хартија за таа техника. Буквално можете да изработувате се. Од старо да направите ново, да го реставрирате, од новото да го направите уште поубаво. Јас во моментов дојдов во таква убава идеја што би била уникатна на пазар. Изработувам послужамици од Медијапан, украси, дзидни часовници, дзидни слики. Изработувам керамика, сакси, значи кутии за накид. Се што е во склопна на понижниот пол кој што сакат секоја една дама или млада девојка да се здобие со еден уникатен предмет. Тие предмети ги изработувам, буквално се уникатни, и да сакам да го направам повторно истиот предмет, не би можел да биде истиот, би бил само сличен. Со тоа, значи, со средствата за самовработување, мојот долгогодишен план успеав да го остварам благодарение на владата. Предходно мајчинството не ми дозволуваше, ми беше во приоритетен план, но сега дојде моментот, го остварив својот план. Имам многу побарувачка, многу сум барана на пазарот со своите предмети и навистина многу интересно. Креативноста и амбицијата на Богоев го пронашле својот пат, па таа од невработена млада жена сега со задоволство го работи тоа што го сака. Бив невработена подолг временски период и буквално се прашував што би работела. Но својата креативност, која што веројатно е во гените, и почна да изразувам со домашни предмети кои што ги имав веќе на лагер. Буквално ги правев од салфетки. Салфетки, тие што ги користиме оние посвечените за посвечени моменти. Сватив дека можам да почнам професионално да се занимавам со оваа работа и самото планирање, самата идеја, самата креативност ме доведе до ова мало за сега скромна ателје, каде што континуирано го зголемувам бројот на предметите, типот на предметите и сето тоа се радувам што е барана на пазарот и што е уникатно. Производите досега, бидејќи работев од дома, одеа преку интернет, односно мојата Facebook страна, но откако се здобив со грантот, јас отворив мало ателје, наша приватна просторија, семејна, го уредив и ќе биде едно моје мало креативно капче каде што ќе можам да работам вон домот. Но понатаму планирам да се проширам, сето тоа зависи од побарвачката и од интересот кај луѓето. Сега е во задоволителни размери. Усовршувањето на занаетчиските вештини е стимулирано и од владата. За секој успех неопходно е постојаното надградување и едуцирање. Свесна за тоа, Богоев работи на тој план, да создаде предмети во различни стилови, кои ќе ги задоволат сите вкусови. Во овој момент државата го стимулира занатот, занаетчиството и секој ден занаетчија има прилика да си ги оствари своите цели. Но овој занат кој што го работам јас, го нема во Македонија, го има во соседните држави. Долги години јас го простудирав преку интернет, додека не дојде моментот и сватив дека морам да одам вон границите на сите тие семинари и едукации, каде што сето тоа го научив. И ден денес одам, се едуцирам и ќе одам, ќе се едуцирам, бидејќи сака пракса оваа работа. Излегуваат разни трендови на пазарот, значи сега е најтренди винтидж, ретро, барокот, значи се едно нешто работам, за сето тоа се здобивам со материјалите ми се, значи од Италија и Франција, кои што ги подигнувам преку Белград, преку едно друштво на занаетчи, каде што сум јас член, преку нив, значи добивам секакви информации за семинари и едукации. Материјалите ги набавувам преку каталог, што значи репроматеријалот, исто така и штампаријата.
ми помагаат многу моите драги пријателки и само на тој начин со работење и со пракса сето ова можете да го усовршувате и секако да доаѓате до нови идеи и да правите од убави уште побави работи. Креативното катче Ателје Богоев се наоѓа во близина на Центарот за вработување во Тетово.